проектот E75, што неколку пати го најавивме и веќе е во завршна фаза. Нашата цел е развојот на транзитниот туризам. Целта е од просечен престој од 24 часа во 26-та година да стигнеме минимум до 72 часа по турист до 2028 година долж оваа клучна траса. Но со интегрирањето на туризмот и културата препознавме огромен потенцијал во овој досега недоволно видлив дел од туристичката понуда. Сакам да кажам дека и со новиот закон 4% од игрите на среќа дополнително ќе доаѓаат директно во туризмот. Овие средства ќе се зголемуваат секоја следна година, бидејќи сме свесни дека инвестицијата во промоцијата носи директен економски ефект. Промовира агритуризмот. Пошто ние сме вклучени како амбасада во еден убав проект кој се вика оживување на традицијата и зачувување на природата, кој работиме во соработка со Земјоделски институт тука во Скопје и кој символизира силната и искрена соработка помеѓу Словенија и вашата земја. Овој проект има јасна и хумана цел, значи да се подобрат животните услови на луѓето во руралните средини. Со развој на одржливо земјоделство и агритуризам се отварат нови можности за приходи, нови работни места и нова надеж за младите луѓе да останат на своите родни места. Информација во Словенија сега имаме околу 1400 агритуризми, семејства кои се промовираат на земјоделство и промовираат во вашата земја. Овој проект, навистина ми е чест дека можеме да го представиме тука во рамки на овој сајам. Ние го финансираме со нашиот развојни фонд од Министерство за надворешни европски работи и дали. Ќе биде креирана дигитална платформа за промоција на руралните дестинации. Значи, сите живееме во модерно време и младите кои патуваат имат прилика преку апликациите да запознаат вашите културно и агро-туристички потенцијали. Економска можност, економски просперитет за жените, за младите да останат тука во вашата земја. To do something and to promote sustainable tourism in North Macedonia, which, as the minister mentioned, is really an important sector, and we are also trying to enhance the relevance and the importance of tourism as a contributor to the sustainable economic development of the country. So this is a lot of mountains, and we have tourism as a sector that is important as a contributor to the economy, but also tourism in a way that it's used in a sustainable way that protects nature and takes care of the environment and the people that live there. Интереска и помладото население во руралните средини се со цел нели овој туризам оваа гранка да биде попривлечна за нив, тоест тие да се најдат во оваа гранка и на тој начин да го задржиме младото население во руралните средини. Јас кога дојдов во институтот пред 15-та година, просечната старост на македонскиот земјоделец беше под 50 години. Ова бројка последниве години се качи на 55, така да мисламе доволно добар репер за да покаже дали имаме иселување и намалување на руралните средини. Сите оние кои имаат желба да учествуваат во работилниците, значи летната слобода и утре и задутре се отвара утре сајмот во 10 часот.